Екстремен начин да се спречи бранот по скапување е државата подитно да му помогне на стопанството, и тоа по примерот на другите развиени земји, предупредуваат експертите. Реакциите следуваат откако стопанството најави раст на цените на лебот, брашното, маслото, млекото, месото и на сите производи. Според професорот Лазар Јовевски, недоволната работна сила која масовно се иселува е главната причина за раст на цените на сите производи. Вели, иако периодов апелирале дека ќе дојде до ова, ниту една институција немала слух за нивните барања. Константното иселување на работната сила од Македонија предизвикува одредени промени и во делот и во секторот на прехрамбената индустрија и во делот на земјоделието. Ние немаме квалификувана работна сила овде, немаме луѓе кои што ќе можат посветено да работат на оваа проблематика и треба подитно да се придвижат работите со стимулации во однос на задржување на вработените во секторот. Граѓаните во моментов плаќаат 10 до 15% поскапа храна, а ценовниот шок во наредните месеци може да го ублажи државата со интервенција. Навистина е суштински во овој период да работиме на задржување на овие луѓе во земјата и за нивна соодветно наградување, соодветно плаќање нивниот труд. За да цената на трудот не влие драматично на цената на производите, ќе треба финансиски да се помогне целиот сектор. И додека граѓаните се пред нов ценовен шок од бранот по скапување до 50%, владата периодов излегуваше со смирувачки изјави без никаков ефект. Власта и сега е без конкретен одговор дали воопшто ќе преземе нешто. Од кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, со кој бизнисот бара итна средба, поскапувањата ги оценија како шпекулации. Претходно сериозно поскапување за дополнителни 40% најавија и од месната индустрија. Помош побарали и во Министерството за финансии, но и оттаму ги одбиле сите барања. Иако продолжи бранот по скапувања, можно е Македонија да остане без домашно производство, алармираше стопанството, а тоа според нив ќе биде дополнителен удар за сите дејности.